2:1 во корис на Гордана Силјановска-Давкова на првиот круг претседателски избори, или цели 180.000 гласови повеќе од второпласираниот Стево Пендаровски. Со освоени 362.682 гласови или 40,08%. Кандидатката, поддржана од ВМРО-ДПМН, извојува голема победа во споредба со 180.306 гласови или 19,93%, кои ги освои кандидатот на СДСМ. Во вториот круг Силјановска влегува со огромна предност, која Пендаровски многу тешко ќе ја намали, па дури и да ја добие поддршката од третопласираниот Бујар Османи, кој е кандидат на ДУИ. По првиот круг, двајцата заедно имаат помалку гласови отколку Силјановска сама. Бројките покажуваат дека има драстичен пат на довербата кај гласачите на СДСМ. Дури 143.500 гласови помалку освоија социјалдемократите во споредба со првиот круг од претседателските избори во 2019 година. Големо изненадување овој изборен циклус е што кандидатот на ЗНАМ Максим Димитриевски успеа да освои 83.787 гласа или 9,26%, што е дупло повеќе од кандидатката на Левица Билјана Ванковска, која освои 41.172 гласа. Најголем губитник е кандидатот на ГРОМ, Стефчо Јакимовски, кој е единствениот претседателски кандидат во историјата на Македонија, кој не успеал да избори да ги добие ни гласовите од оние 10.000 граѓани кои се потпишале за неговата кандидатура. Според гласовите, позади Давкова и Пендаровски, како трето пласиран е Бујар Османи од Европскиот фронт, со освоени 120.903 гласа, додека пак Арвен Таравари од Вреди доби 83.356 гласови, што представува разлика од нешто над 30.000 гласови. Интересно е што професорката Гордана Силјановска-Давкова е убедлив победник во дури 60 општини, додека власта ги загуби речиси сите општини во Македонија. Нивниот кандидат води само во 3 мали места: Крушево, Маврово и во Центар Жупа. Кандидатката на ВМРО-ДПМН е најмногу гласачи има во Источна Македонија. Зачудувачки е што и во Струмица, каде што СДСМ низ историјата традиционално извојувал победи, на овие избори победи Силјановска. И Скопски центар, каде што главно беше базата на гласачи на СДСМ. Овој пат ја изгласаа професорката. Бујар Османи освои 15 општини, меѓу кои Тетово и Рачиново. Таму резултатите се во многу тесна разлика со неговиот против кандидат Арбен Таравари. Кандидатот од Вреди пак го освои Гостивар. Максим Димитриевски победи само во општината каде што е градоначалник. За 2 недели на 8 мај гласачите во Македонија повторно ќе имаат можност да ја заокружат политичката опција што има најблиска, и тоа на 2 ливчиња, на претседателски и парламентарни избори.